Двонеделната сериозна откупна криза на тутунот во државата денес е надмината, откако во овој период тутунарите и откупувачите никако не можеа да се договорат. Пред недоразбирањата да ескалираат во протести и блокади низ целата држава, како што здруженијата се заканија, премиерот Зоран Заев заедно со министерот за земјоделие Хоџа денес интервенираа и проблемот го решија. Компаниите откупувачи ќе покажат конструктивен и флексибилен пристап во однос на категоризацијата на тутунот, вклучувајќи го овој пристап и кон проценката за одбиток. Тутунопроизводителите пак да не создаваат перцепција на ниска процена заради појавата во првите денови на откупот, кога производителите ги нудат само пониските категории тутун. Само неколку часа претходно тутунарите беа на откупните пунктови и веројатно за последен пат испратија предупредување дека откупувачите директно им земаат од раката. Боже, решено беше, нели, па да се почне вчера откупо, терат исто песна. Скарал 2 тона, 3 тона тутун, а 500 кила тутун продава. Шо ќе правиме ние? Од шо ќе живееме ние после? Ние политика не тераме, тражиме сена. Со тутун живееме. Треба државата, нели, таксаат да не останува тутунот, да се купува се, а преко договорот само мерат. Побоа да фрлам со тракторот, да кипам на бргалница, побоа е. Да не се нервирам барми. Шо ќе се прави тај тутун? Да се фрлувале? Сега од утре и едните и другите ќе мора да применат и покажат флексибилност, добра намера и честност, бидејќи повеќе од јасно е дека примери за обострани подметнувања има. Така, откупувачите ја девалвираат цената на тутунот, спуштајќи ги проценките на ниво подолу, што за производителите е губиток и до 30%. Значи, уробата гледај, какво е. Значи, екстра уробата тутун, ево. Ова тутун не за трета класа, ево го. Значи, ова треба да би иде правилно, ако зима, значи, прва, а не трета или четврта. Уште такаво да трета, четврта, а ние не кеме за четврта. Од друга страна, откупувачите во оваа насока имаат своји аргументи. Работиме стрикно по мустра, по класа. А што не прифаќат исто барањето што го поднесеа, е тоа затоа што тутунот оваа година е виран неголи ланската година и е многу скапан. Што ќе се случува од утре е неизвестно, но и едните и другите време за калкулирање немаат, бидејќи интересот на едните е што побрзо да го продадат, а на другите да го откупат тутунот.